Додека Кочани се уште закрепнува од трагедијата која потресе државава, владата најави нова системска фаза на поддршка за повредените и нивните семејства. На пресконференција портпаролката Марија Митева објави отварање на телефонска линија за директна комуникација, која стартува на 9 јуни. Ќе биде достапна 24 часа за сите повредени и нивните најблиски. Ја воспоставуваме новата телефонска линија за директна комуникација, управувана од Канцеларијата на председателот на владата, и ќе функционира непрекинато и достапно за сите повредени и нивните семејства. Новата алатка е резултат на работа на владината работна група која во изминатиот период била во директен контакт со семејствата и медицинските тимови. Целта е не само контакт, туку жива комуникација, персонализирана за секој случај поединечно, вели Митева. Оваа линија нема да биде само контакт, туку жив канал за комуникација, преку кој ќе се одржува дневна, неделна и месечна координација, со редовно информирање и со персонализиран пристап за секој случај. Дополнително Митева најави и дека се разгледува можноста дел од третманите како ПРП за лузни да се овозможат и во Кочанската болница за пациентите да не патуваат до Скопје на високи температури и да не се изложуваат на сонце, што е исклучително ризично за нив. За многу скоро денес ќе објавиме и план како се тоа треба да се реши. Свесни сме дека постојат вакви состојби каде што пациентите и при само изложување на сонце може да имаат било каква дополнителна потреба од грижа. Ќе најдеме начин како тоа да го изменаџираме, да има се поголема грижа од страна на медицинските тимови кон повредените, а да не треба тие да се изложуваат, но дозволете. Митева вели дека целта на телефонската линија е пациентите и нивните семејства кои имаат прашања кои што се надвор од медицинската грижа и се однесуваат на некој институционално барање кои им е неопходно да го решат, да имаат каде да се обратат. Потоа, по директната комуникација да се проследи до институцијата која што е надлежна и да го реши прашањето, како што е барањата за боледувања, и целта е да ги соберат тие барања и брзо институционално да се решат. Иако новинарите прашаа зошто нема физичка канцеларија во Кочани, Митева објасни дека ова е само прва фаза, собирање на податоци и барања, пошто ќе следуваат и други чекори, вклучително и можни пунктови на терен.